И како сте сите? Да, сите, и ти, и тој до тебе, и таа до тебе, и сите заедно дома што гледате. Денес имаме слична екипа од претходните две видеа, од влоговите во Охрид и одиме во, не знаете, логично треба да ви кажам, Приштина Мол. Значи имаме некој си сат и пол мислам дека, од кај што тргаме, така да попад нема што да ви снимиме, не е ништо посебно. И ви се јавуваме директно од молот, а вие го гледате Мето. Touch effing down. Планот и програмот за денес. Прво сме многу гладни, правиме макбенг во фудкортот, ќе ви го снимаме цел фудкорт. Повод нема да ви го снимаме многу, пошто basic мол е, урадници само. Али, за крај на ова видео, одиме во многу јак escape room, во ентертеймент центарот горе во молот. Не можеме да снимиме внатре, ама ќе ви го објаснеме експириенсот и вајбот внатре, а сега се гледаме во фудкортот. Fun fact, Приштина Мол од 2024 година има освоена награда за најубав мол на ниво на Балканот, мислам, а можеби е и на ниво на Европа. Поздрав до екипата. Ова е фудкортот. Интересно е тоа што има Popeyes како нов додаток на молот за фудкортот и има стандард сите други сендвичари и франшизи. Најака прича има и многу ми се свижа секој ресторан и франшиза. Општо и мали ресторани кога имаат мени вака на дисплеј и сам да нарачаш, не само заради тоа што сам нарачуваш, него и убаво е да разгледаш општо цело мени убаво да разгледаш. Имаш доволно време да не ти биде awkward, да мораш да нарачаш одма. Прв хас, допревме во некој Firehouse Subs, еве Теди, и нарачавме steak and cheese, ако се фокусира денеска. Steak and cheese, едно куки зедовме и Теди со пилешко и со чедар саб некој. Убаво се нарачува тука на мониторче и мислам цените се окей. Да дојде нарачката, правиме еден сетап, убав, да го пробаме јадењето и после тоа одиме на escape room, Теди не снима, фала. После тоа одиме на escape room, после escape roomот по некоја логика би биле пак гладни и планираме поголем макбенг, ама сега дека не сме доручани, ќе ви снимиме и сега што имаме за доручање. Имам уште се мисли што да нарача. Не плача, добро. Плача? Добро. Барс. Тука имаме Philly cheesesteak со телешко месо, кашкавал и мислам дека има халапињос. И тука имаме бебенц за Тети. Ама добро изгледа. Иван главниот има макарони. А госпожата има италијански некој сендвич. Да. Много добро изгледа. Значи, прво мора секогаш да исплакнете палетата на вкусови. Stop it. Get some help.
убаво, лепчето е многу меко. И кашкава се осеќа. Има нешто горе. Има некоја салата, нешто киселкасто. Ама е многу добро. In my book, ова е win. Имаме и помфрит, да тестираме, мислам помфрит као помфрит. Ова е. Свежа. И да го видиме сендвичето што отиде да го тестираме. Теди е тажна кога го тестираме јас нејзиното јадење, затоа што ја многу квалитетно тестирам. Ама види колку е полно. Добро, ова беше солидарно. Да, хумано. Во, има мајонез, кашкава. Лагано е. Ние се треба ово да го демолираме и го снимаме ентертеймент центарот со картингот, има и други глупости некои и ги снимаме escape roomсот, внатре не можеме да снимаме. Ама после тоа планираме многу добар mukbang, значи останете до крајот на видеото, обавезно. Fun fact, Теди веќе да ги нареди помфричињата, не може да ги јаде. Која е твојата изјава за тоа? Сега, например, морам да почнем од ова. Не може од ова да се почне. И кога оди редот, оди вака, па вака. Не може вака да оди. Да. If you know, you know. Не, никој не знае, никој не. Само тоа имам да кажам, сигурно ќе се погоди некој што... Никој не знае зашто се дешава тоа. И ја, например, сега ќе му направам вака. Не. Онма ги преуреди. Јас сум преграем. За крај, ако некој ви вика, сигурно некој ви вика, вашата мајка или баба, кој имаш место во стомакот за благо после толку јадење, одговорот секогаш треба да ви биде дека благото не оди во желудникот, благото оди во срцето. Stop it. Get some help. И имаме чоклет чип куки. Може да видите по изгледа дека е софт, дека има да издоминира. Скрши го напол. Може, да. Фокусира, да. Види, и сними го Иван, сними ја реакцијата тие. Не знаеш За куките. Не знаеш дека има опција за кук. Ја му вика мораш да се дружи со мене, за ова тој не. Види, што е. Што е дружење во наше, а? Чоколадата каква е? Много. Спремен да стане, сними го. Стана, замина по куки. Одиде по куки. Доволен му беше реакција. Да. Доволен му беше мојот реакшн за да отиде да го купи куки. Иначе многу е лошо кукито, Иван, немој да го купуваш. А? Крши го одма. Вау, GG. Тоа е пубаво вече. Тоа е тоа пубаво вече. Топе. Win. Win е бе, win е. Да, win е. Изгледа јако искрено. Ова е тука ентертеймент центарот и ќе ви снимиме малце што има во него. Има картинг, боулинг, други интересни активности. Овде има некоја игратека. Право е редот за картинг. Што е јакото во картингот? Се вози на два спрата. Стазата за тркање е на два спрата. Фактички горе доле цело време со возење. Сега ќе ви покажеме како изгледа картинг траката. Не знам колку се слушам, тоа што е класно. И одиме на вториот спрат, затоа што се гледа од горе картинг траката, затоа што е на два спрата. Тука има позади мене боулинг центар.
Tamo ima biljar. Mislim дека има human size picado. Пробај да го слушаш. Human size picado има. Во човечка величина има пикадо да играш. Тука има виртуелни трки да правиш. Ева картинг стазата. Моли глава. За escape rooms и за другите работи. Лайк и коментар на ovo видео, дали сакате следно видео да дојдеме и да се тркаме. Ја и Иван. На оваа трака позади нас. Значи. Tokyo right. Овој го зајабал името. Многу добар ентертеймент центар, искрено. Next level. Буквално next. Тука има Софија, виртуална реалност, се облекува панцир и се става маската и слушалките и имаш различни игри, со дека се зомбис, Counter Strike нешто. Minecraft Dungeons да играш на аркейд гейм. Завршиме со првата соба и да, зашто беше многу добра првата соба. Решивме да играме уште една. Првата соба не беше мистерија, а сега сакаме да играме хорор. Едното првата соба се викаше Orient Express. Темата беше како воз и имаше убица во возот и решавате некои такви загадки. Имаше вкупно 6 соби, мислам дека. Вкупно што требаше да ги отклучи. Така да сега чекаме малце се рефреширате да напишеме нешто и го чекаме терминот од хорор собата, така да чекајте импресии од таа соба. Леговме во една продавница Гифи или Джифи, не знам како се викне, и има многу убава и интересна Хелоуин декорација. Ова е многу јако. Ке правим уабе нешто мрда. И наам ова се со декорација за Хелоуин. О, се активира и братот. Ако знае некој што се дешава или што ќе се дешава ваму, нека коментира. Од молот се гледа вака некој тркало, некој луна парк, ролер костери. Има паркинг таму, така да може би се активни. Ама не знаеме, така да ако има некој некаква информација, нека сподели. А сега купивме Sour Patch, мислам дека едната е од портокал и другото е од лубеница. Така да сега да ги тестирам. Ето за мене Има прича, меки се. Има вкусна банана. Може вкусот на банана. Не, ајде. Не е прекако банана. Дај ти како вкусна банана. Иде малку. Иде, живи се. Ја пробаш.
За камерман. Чоколадно бананче има. Не ли? Не е сериозно. Чоколадно бананче? Ова е буквално 50% от вкуса на чоколадно бананче. Това е. Още да се вакви? Не бе, не. Чоколада от мен това. Сега видео. Ма видео е тества. Абе има вкус на лубеница, ама има и на банана. Кога мешавина нещо. Ove mi se bolja. Почва се? Значи или е портокал или... Sour. Портокал или праска? Портокал е. Праска. Манго е. Ja mislim дека на зацики имам. Да, рече портокал. Да. Да, рекам праска. Я рекам Може да манго. праска. Я манго. Ако ќе го преведеме ова ќе биде кајсија. Я мислам че да. Кајсија е фикс. Мораме да одиме, собата ни е закажана за 10 минути. Каде мора да трчаме навака. Околу вака, позади лифтот. За вториот макбенг зедавме еден корн дог со spicy mayo и sweet chili. И овде имаме некои си нудли, fly noodles, пилешко во сосот терияки. Од тук chicks and chicks. Ево го менито. Taste тест на корн догот. Ова е. Сосот е лют, ова е одгоре малку и внатре е кашкаво. Ама е убаво, меко е крцкаво од надвор. Да видиме терияки, пилешко и нудлите од доле да ги пробаме. Видиме прво пилешкото. Манџесто. Во пилешко по некоја манџа. Нудлите се добри. Нудлите се многу добри. Имаме во сличен сос се со месото, ама се многу добро сготвени. Има некој зеленчук низ нив. Сега на Теди му звони пидето. Теди има земено пиде од ова местенце од тука. Ова пиде. Број 6. Не, лол, број 8. Да го видиме пидето. Покажи Едно го. имаш нарачено, нели? Како? Ме праша дали едно имаме нарачено. Да. Инаку втората соба што игравме беше, се викаше Walking Dead. Темата беше нешто со зомбиња, со апокалипса, нешто во тој стил. Беше доста повозбудлива и поинтересна од првата соба, со возот, што ја кажа, затоа што беше хорор и имаше jumpscares. Например, ако отклучиш нешто, се дешава, има некој звук, некој лупа, има некој jumpscare. Сега затоа дојдовме малце да јадеме за макбенгот што ви го ветив и да видиме уште што фали во макбенгот да го снимиме, па се гледаме. Наде нарача лахмаџун и корн-дог. И Теди сега ќе го отвори пидето. Многу е жешко. Жешко е? Да. Не можам да го късвам, джаве. Ај малко. Многу е топло. Taste тест. Многу убаво тестото. Да. Свежо е. Nice. И final boss Иван со финалето. Kentucky Gold for Life. Пилешко колку сакаш. И тука имаме, ај презентирај главни, некои си моцарела чиз нагетс со халапињо. Да го отвориме сосот. Kentucky Gold. И да видиме како изгледа ова.
Искрено примамливо. Лjuto. Не би требало да е. Не е люто, ама има вкусна пиперка некоја. Халапиньо. Там. Ма не е лош. Ой. Паси. Вручо многу. Тоа е зла. Многу вручо. Да видиме. Сега ќе се одма. Да, многу се вручи. Ама KFC е класик. Дојдовме во Thai Sweets да пробаме многу интересна комбинација јагоди на Дубај начин со кремата од пистација кадаив и чоколада прелиена одгоре. Овде е Абу Даби стайл. Овде е Абу Даби. Овие се Абу Даби, а овие се дубајски. Еврокрем. Еврокрем. Добри се? Тоа е тоа од ова видео. Вие го гледавте метод. Фала ви што гледавте, што гледавте до крај. Ако живавте, ставите лайк, коментирате што ви се свиѓаше, што сакате да смениме, што промашивме, за да дојдеме пак, се гледаме во наредното.